Кога ќе се влезе во внатрешноста на СИД, се чувствува потполно новата филозофија на ергономија која е имплементирана токму во најновата генерација. И предходните генерации се одликуваа со доволно простор во внатрешноста, но оваа генерација тој простор го исполнува малку по-племенито. Именно, централната конзола, како и предната арматура се прекриени со мека гумирана пластика, која уште има и ефект на шиење. Така да оддалеку внатрешноста делува како да е направена од кожа, што и не е случај. Мултифункционалниот волан ги има сите неопходни манипулатори за повеќето функции на автомобилот, но тие се пренатрупани на управувачот и често може возачот да направи грешка. Односно, ако сака да смени радиостаница или пак песна од својот парен телефон со автомобилот, може да се случи да ја смени графиката на централниот дисплеј кој е сместен помеѓу инструментите на инструмент таблата. Во моторизацијата на Kia има 3 бензински мотори и 1 дизел. Дизелот е од новата генерација, исто така и дури 2 мотори со директно впрскување на бензинот и турбополнач се опфатени во понудата. Но поради кратењето на трошокот, во Македонија првично е понуден доработениот, многу добро познат 1,4 литрен бензински мотор кој има 105 коњски сили. Но поради исполнувањето на Евро 6D нормата, што во превод би значало дека е многу близко до Евро 7 нормата по прашање на издувни гасови, овој мотор има доживеано ново мапирање на работата, а тоа значи дека во пракса дека е многу мрзлив. Во првиот, вториот и третиот степен на пренос работата на моторот е многу мрзлива. Дури би можел да кажам дека треба да го турнете за да киниса. Исто така, мене ми се случи неколку пати да ми изгаси на тргање моторот, што е една непријатност за искусен возач како што сум јас, но и во оценувањето на овој мотор. Неговата примарна функција е да ја заштитува природата, но и да биде економичен. Јас во текот на возењето забележав потрошувачка од 8,5 литри, што и не е некое огромно економично достигнување, но далеко е тоа дека треба строго да биде критикувано. Забрзувањата се мрзливи. Целата работа на моторот и менувачот е мрзлива. Па овој автомобил со овој мотор би го понудил и би го препорачал на луѓе кои одамна се простиле со своите тркачки амбиции или амбиции за брзо возење во било какви услови. Доколку го возите полека и без поголеми оптоварувања, ова е многу добра комбинација. Ќе ви даде и можност да ја запознаете природата околу себе кога возите на отворен пат, бидејќи постигнувањето на брзините поголеми од 100 км на час иде многу бавно. Но затоа ќе го избегнете ризикот да бидете казнети од сообраќајната полиција. Именно со овој автомобил многу лесно ќе ги почитувате ограничувањата на брзината на движење. Сепак не е се така црно како што изгледа. Оваа комбинација чини 14.000
евра, а за таа цена добивате извонредно опремена внатрешност со сите модерни атрибути и конективни технологии. Исто така ставен акцент на безбедносните технологии кои се имплементирани во новата генерација на SID. Оваа опременост кореспондира одлично со цената од 14.900 евра и во својата класа ова представува еден предизвик не само за купувачите, туку и за конкуренцијата која рака на срце со поскромна опременост чини нешто повеќе.